Ваше блаженство, Ваши високи преосвещенства, Ваше преосвещенство, почитувам председателя на Македонската академија на науките и уметностите, почитувани академици, министри, ректори, директори, амбасадори, браќа и сестри. Целата Библија е сведоштво за Словото. Со Словото се отвара и Стариот и Новиот Завет. Уште на првата библиска страница се вели: во почетокот Бог рече да биде светлина и стана светлина. Тоа е Божјото словење кое моќно ја раскинува тишината на непостоењето. Новозаветниот евангелистар пак започнува со славната химна, прологот од Евангелието според Јован со зборовите: во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Слово. Според многумина, ова се веројатно првите зборови понашени и запишени на словенски јазик. Во томното издание, кое што денес се промовира, Слови за Словото, а затоа така и е насловено, во него се сместени 161 слово, подготвени и изговорени од страна на неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во првите 10 години од неговото поставување на архиепископскиот Свети Климентов трон, во октомври, последната година од минатиот век, настанот кој не дела точно цели 20 години. Изданието содржи главно проповеди, но следејќи го хронолошкиот ред, метнати се и говори, интервјуа, учества на конференции и пораки. Поводите за нивното произнесување се радосни и тажни, официјални и приватни, кратки и долги, изговорени во земјата и во странство, но секогаш со силно чувство на одговорност кон својот народ и љубов кон својата црква. Во Стариот Завет постои збирка од 4 книги насловени царства, кои го опфаќаат периодот од првиот до последниот еврејски цар. Навидум се книги за историјата на владетелите, но по деталното читање ќе се увиди дека тоа се всушност книги за историјата на народот за нивно време. Тоа е затоа што нивното живење, пораки и дела се неделив дел од судбината на целиот народ, затоа што по нив, за нив и од нив се бележеле настаните кои ги сочинувале старите хроники. Така било тогаш, така и сега. Токму затоа и овие проповеди, говори, пораки и слова сведочат за 10 години историја, бурна и турбулентна, за радосни, но и тешки времиња, за народниот бол и некрепост, за тажење, но и за тожество, сведоштва, како што вели авторот, за исполнетото македонско време, време желба и време надеж на многу македонски генерации пред нас. Но на оваа наша генерација по Божја волја и падна и долго да ја понесе големата одговорност пред минатото и особено пред еднината наша, одговорноста пред сите македонски генерации. Тоа е нишката која ги поврзува сите радосни и тажни беседи во книгата. Свесноста за создавањето на историјата во одговорна и пожртвувачка служба пред и за својот народ. Во оваа полнота на нашето време, вели тој, што треба да ја разбереме како дар Божи, ни се дава можност да се вградиме во вечноста негова, иако не секогаш според нашите заслуги. Беседничките текстови не навраќаат и во тешките времиња од 2001, од која до ден денес се уште ги лечиме раните и ги покриваме лузните. Нарушениот мир, одземениот спокој, проверуваат дури во празничните слова од тоа време, а историјата се чини како да не престанува да се повторува. Некои искушенија, слови архиепископот, ни доаѓаат и да ја испитаме својата вера и да ја утврдиме во трпеливост. И секогаш со јасна свесност дека ништо не станува без Бога и без неговата промисла, кај сите пречки и преврежија, сите страдања и искушенија. Запишаливе текстови сведочат за многу работи кои во изминативе години не билеа станале, кои ги немало да се случиле. За воскресението на Свети Климентовиот храм на Плавшник, за враќањето на Света Софија во незината првобитна улога, за издигнувањето на милениумскиот крст на Скопје, настани за кои по кои ќе се бележи нашата историја. Уште во едно од своите први архиепископски слова, произнесено на денот на Свети Климент пред 20 години, архиепископот упати повик:
да размислуваме малку повеќе за тоа како го чуваме и како и колку го надградуваме делото што ни го остави нашиот светител. Аплаузи. Ако не го возобновиме, зар не сме на страната на тие што го урнаа? Па има ли родител што не се лути на синовите на чедата своји, доколку не ја чуваат татковата куќа? Но голем е Свети Климент и ќе ни прости. Молитвениот повик беше послушан од Господа, а Свети Климент се врати во својот дом. Сесловенскиот Ерусалим е чиста инспирација за авторот на овие слова. Во едно од нив ќе рече: во окрив, низ целата историја, во времето поблиско и подалечно, се пластели, се градили со сета полнота, и корените наши, и растежот, и славата, и страдањата, и распетијата, и за наша радост, и победите, и воскресенијата наши. За исклучителната важност на црквата од Охрид и го минатото уште повеќе денес, тој ни спрашање ќе подсети. Охридската архиепископија, вели тој, со векови беше чуварка на православниот и на националниот вид на нашиот народ. Што ќе имавме од тука која немаше црквата наша за училиште, ако немаше каде да ги учиме писмата своји, словата своји, пошто ќе не препознаеше светот, ако ги немавме ракописите, ако ги немавме книгите, ако ги немавме фреските и иконите, ако ги немавме резбите? Има ли некој друг народ кој толку може да се идентификува и да се препознава преку црквата своја како нашиот народ? Неодмирливо присутна во голем број слова и горчината од нанесената и се уште нанесуваната неправда кон нашата света црква, од равнодушноста на браќата под вера, од недостатокот на љубов кој што објавува друг Христос, а не оној од Евангелието. Македонската црква, вели тој, била е повеќе црква маченичка и црква на крстот, отколку црква на слободата. Но токму од крстот таа ги добивала и силата и победата. Затворањето очи, за да не го видат реалниот живот на самостојната македонска православна црква, и духовно слепило, без оглед на тоа кој замижува пред истината. Тоа во никој случај не е принципот на верата православна која сите ние исповедаме. Никој нема право да обесправува некого, ниту поединец, ниту народ Божи, без оглед на која територија или во која држава живее или на кој народ му припаѓа. И тоа да го прави на штета на самото православие, на штета на евангелската проповед, на штета на самата црква. Сепак, главниот проблем не е надворешниот, туку внатрешниот непријател. Го чувајќи трагедијата на меѓусебните поделби и разделби, неговиот повик гласи вака: и покрај се, уште не ни дојде умот, и не разбравме дека постанавме и останавме најголеми непријатели, продолжувајќи да се уништуваме едни со други. До кога? Време е да сватиме дека нема поголемо непријателство од меѓусебното и нема понезалечливи рани од оние што сами си ги нанесуваме. Време е да си простиме, време е да го искористиме времето што Господ ни го дарува. Во ова време на слобода, време на државна и црковна самостојност, време кога треба да ја покажеме нашата зрелост и нашето стоење во богодаруваните вредности. Господ ни дал, а наше е да го чуваме. Токму затоа, вреднувајќи слободата која на нашата генерација не е предадена како дар, чисто повикува на одговорен однос кон историјата за слободарските настани, за кои ако тагуваме, никогаш не ни се доволни солзите, ако се радуваме, никогаш не ни се доста песните, ако се молиме, никогаш крај на молитвите. И потоа вели: не смееме да дозволиме историјата да почне од нас. Не смееме да го жртвуваме минатото, ниту да прифаќаме неизвестна сегашност или безнадежна иднина. Ние имаме од што да се поучиме, на што да се угледаме. Имаме светители и светли личности, имаме историја која може секогаш и во секоја прилика да не поучи што треба да изберем и следиме. Како одговорен пастир за својот народ, одговорно повикува на единственото вистинско решение, а тоа е автентично враќање и живење на собствената вера и верење. Време е како народ да сватиме дека оваа наша вера не е само вера на нашите дедовци и татковци, туку и наша сегашност и иднина. Па така, само преку Христа можеме себе си да се препознаеме, оти што ќе бевме без Него, без верата и сето она што како благодат и благослов го чувствуваме врз себе како народ.
што ќе остане од нас ако го тргнеме Христос од себе. Токму затоа ни е потребен искрен и вистински пристап кон црквата. Не може црква без црковност и духовност. Не може црква без воцрковеност. Оно што црквата е прави црква. Ниту човек, ниту народ може да го има Бога за отец, ако црквата не му е мајка, подсетува на еден голем учител на црквата. А црквата, таа се гради врз единството во верата и љубовта. Како што порачува Свети Климент Охридски, по делата, а не по името да бидеме христијани. Инаку немаме право така да се именуваме. Проповедта е многу повеќе од еден обичен религиозен говор. Тај настан кога словото преку зборот го пресретнува човек. Архиепископот е вистински и неуморен служител на словото, па затоа и проповедта е неодделива од неговата архипастерска служба. Секоја служба му е проповед и секоја проповед служба. А проповедта е за словото и во служба на словото. И тоа што е впрочем најважно, токму тука тој се открива како вистински теолог, говорејќи и пишувајќи врз основа на богословските познавања, но и на личниот опит, потврдувајќи ја како нераскинлива врската меѓу верата, животот и црквата, меѓу изговореното и доживеаното. И уште нешто, сите говори, сите проповеди, сите слова, сето она што излегло од устата на архиепископот минало низ неговото перо. Се уште може да се најдат нарака напишаните говори за хиротони и интронизации, осветување и гостување, слави и парастоси, на погребни слова со одсолзи размачкани букви по хартиите. Во почетокот беше словото, она слово кое создава и спасува, а воедно слово силно, тешко и кое гори како оган. Зар не е моето слово како оган, вели Господ, и нели како чекан што крши капа, вели Бог во книгата на пророкот Еремија. За апостолот Павле пак, Словото Божјо е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. Денес, како душата, срцето и умот и зборот знае да ни биде згрчен. Но тука во овие архиепископски слова, зборот е слободен и трезвен, силен и бодар, остар и пробивен, а воедно топол и успокојувачки, укорувачки и охрабрувачки. Затоа што е слово збор за поука и утеха, за вера и спасение. Со јасен збор и бистра мисла, словењето е топло, евангелски, по примерот на словењето Свети Климентов. На неговото блаженство му ги честитаме годишнините, посекувајќи ми милостивиот Бог да го достои уште долги години, да слови и да го слави словото. Благодарам.